Стадион. Емисија за вашата вистина. Го имаме поранешниот директор, земете ги слушалките, на Дирекцијата за заштита и спасување, Шабан Салиу. Салиу, дали се слушаме? Да, повелете, се слушаме. Вака, сега не случајно вас ве пуштаме во програма. Не знам дали се познавате со господинот Макцути. Па лично не се познаваме, меѓутоа еве од медиуми го гледам и нормално така као директор драго ми е што е на таа функција и некогаш ќе се видиме секако доколку има потреба. Го локализиравме пожарот во Кочани. Грешка е тоа, значи изгоре таму све и утреден нема пожар, нормално кога изгореа дрвата све и така натака. Значи уште потажно е кога гори шумата, треба 30 дена повторно да се обнови таа шума, 30 години, односно, за да се обнови едно дрво. Значи, ја со моето скромно знаење, стојам на располагање и би било добро. Ја ги викав и претходните директори кога имаше потреба за одредени вежби или десувања. Ја им стојам на располагање колку можам, што можам, можда заедно можеме да донесеме подобри стратегии и да пробаме да ги спасиме овие. Едно мое искуство, кога доцнев со Советот за јавни тендери, два пати ме одби, кога доцнев со авионите да ги сервисирам, јас тогаш сите овие тимови во целата држава за гасење на пожари навремено и постојано, има пожар или нема пожар, они беа присутни. Плаќавме дневници што треба да се плати и ги користевме собствените возила. Има доста возила, пример, за мое време беа купени 25 противпожарни возила и тоа 15 за гасење на пожари на урбана средина и 10 навални за гасење на пожари во шуми. Али имаше и 8 Toyota Hilux опремени со противпожарни црева и апарати да може да гасат пожари, јамароци и така натаму. Меѓутоа, слушнав дека претходно, не од директорот Максути, тие са дадени на други фирми и така натаму. Значи, навремено, само навремено, доколку силите са ангажирани и возилата и така натаму, и секако противпожарната бригада наша и на мали пожари треба да издаде. Не да зборуваат, нема голем пожар, односно гори ниско квалитетна стеблеста шума. Значи таа ниско стеблеста шума може да направи проблем. Сега, ја ги гледам, ги пратам овие работи, професор. Да, само кратко. Значи, бидејќи нема податоци директорот за претходниот период, као ја што немам за сегашниот период. Значи, двосед е подоцна побаран двосед и тоа неколку пати. Двосед е потребен да има дирекцијата и сега може да се поднесе едно барење и доколку владата е расположена и има финансиски средства, двоседот е неопходен. Ама зашто тогаш не е набавен? Тоа е проблемот. Го баравме и тогаш. Значи тогаш кога се купени 3, место 2 да бидат едноседни, третиот да беше двосед, ние немаше да фрлиме огромни средства за обука на пилотите. Да ви кажам. Има голема разлика во цената на еден авион обичен, едносед и двосед. 2007 година се памети по пожари. Единствено ние немаме перцепција колку средства даваме дополнителни, што не сме го набавиле на време истиот авион, а сега ги даваме за обука на пилотите. Ја многу лошо ве слушам кога ми се јавувате, фонија изгледа има. Значи, двосед е 3 пати побара. Има податоци во владата и двоседот е потребен. Меѓутоа, цената на двоседот надминуваше скоро као 2 авиона. И со еден авион воопшто не може да се гаси пожар. Со 2 и така. И поради средствата кои беа одобрени за тоа, се направило, ви кажав дека ја не ги формирав ни условите, го затекнав тендерот, а договорот ништо не е поминат.
се до подпишувањето без заклучоци на влада. Значи многу сакаат да се вадат на тој договор. Многу се зборува, значи без заклучок на влада, ниту условите не се поминати, ниту дури договорот пред да се подпиши беше во влада, се расправаше, евалуацијата исто се расправаше. Значи све низ влада има заклучоци за секој до. Вие сигурно ги имате овие податоци за кои ви зборувам. И за Кангаро само да ви кажам, исто така и беше покрената постапка за добивање на еден таков кангар. Една се доби, после Министерството за одбрана половина дел од местото кое беше дадено и каде може да пилотите и персоналот, инженерите и овие техничарите да престојуваат, па ни беше одземено од Министерството за одбрана, а има и скица, има се, тоа го знаат да вработените во дирекција овие раководителите на сектор, посебно Душка, која поздравувам во овај момент, она го водеше и Димче Митевски. Значи, не се успева, као повеќе еве и со сервисирање на авионите, нема пилоти, нема доволно инженери, дури мислам ниеден нема во моментот. Значи, тоа е и од финансиска причина и затоа остана незавршено. Меѓутоа, еве и сами кажавте и ја ве уверувам дека најдобро се сочувани авионите во Република Македонија. Во регионите има многу авиони, не сакам за една држава, во исто време ги набавивме, али нивните авиони као да са половни. Во страшно лоша една состојба. Може оти летат, значи, почесто гаснат пожари, работат, затоа сте половни. Во првите месеци беа лоши. Значи, потребно е она што го имаме да го сочуваме. Еве, јас да не ви одземам повеќе од емисијата. Да, повелете, завршувајте. Посакувам на директорот, да, му посакувам на вистина повеќе среќа, исто како што кажа и температурите и другите климатски причини са за една ваква состојба и не грижата најповеќе од населението. Може да има таква една забрана од страна на владата, меѓутоа јас ја неам слушнато. Треба да се направи, ако не е направено, строга забрана на движење на цивилни лица по шумските предели низ државата. Ако нема, тоа е голема грешка. Ако има, се извинувам, бидејќи неам слушнато. Како и да е, ако можеме, еве нека ме покани ипак директорот во институцијата, ќе пиеме кафе и ќе разговараме и за некои теми кои не можеме јавно да ги зборуваме и така натаму. Добро, благодарам Шабан Селиу, поранешен. Убав ден имајте и да се надеваме дека пожарите што побрзо ќе ги немаме, честивна ќе бидат изгасени, што е добро за државата. Уште еднаш ве поздравувам сите и во емисијата. Поздрав, Шабан Селиу, поранешен директор на дирекцијата за Стадион. Емисија за вашата вистина.